Промовирањето на идејата за професионална солидарност, за поддршка на колегите во неволја, за поддршка на потребата да се артикулираат проблемите и заеднички да се решаваат, се основните цели поради кои беше оформен и во изминатите 4 години функционира самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници во Македонија. За да можат да се остварат овие цели, неопходно е омасовување на членството, беше речено на работилницата во Штип, што синдикатот ја организираше со новинари од источниот регион. Оценка е дека во текот на работењето во 4-годишниот период се покажало оти бавно оди за членувањето, зашто постојат и објективни пречки, но и страф од синдикално здружување. Ние и сега сме репрезентативни, меѓутоа начинот на кој се бара од синдикатите да го докажат бројот на членови преку потврда од страна на работодавачите не оневозможува, бидејќи многу од нашите членови тајно членуваат. Но реално ние сме единствениот синдикат на новинари и медиумски работници активен во моментот. Се разбира дека омасовувањето е клучно. Бројот на членовите е тој што го засилува гласот на синдикатот и на еснавското здружување за тоа потоа да биде пренесено до адресите каде што е неопходно да биде потенциран проблемот и најдено решението за него. Чаусидис вели дека искуството покажало оти само со чукање наврата на оние адреси каде што лежи решението за проблемите на новинарите, односно кај работодавачите, може да се постигне повисоко ниво во професијата, што во последните неколку години падна на ниски гранки и дома, но и во меѓународни рамки. Некаде околу 300 луѓе сега се активни, значи зборувам членови кои што плаќаат чланарина, меѓутоа ние имаме најмалку 3 пати повеќе луѓе кои што покажале желба за членување, потпишале пристапница, но не го манифестирале тоа со плаќање на чланарина. Претседателката на ССНМ вели дека и кај новинарите постои непишаното правило оти само 35% од нив синдикално се здружуваат, процент што важи и за сите останати работници во Македонија. Заради омасовување на членството и поголема активност на терен, во план е назначување регионални координатори.